Дистрикт, Цивил пред студио, интервју на Зоран Иванов со Ване Цветанов. Избегнувајќи го ризикот да не бидам нешто многу прецизен во представувањето на соговорниците во Дистрикт, повремено ја користам Википедија и признавам на големо изненадување, оваа неформална енциклопедија воопшто не го регистрирала мојот денешен соговорник, барем се уште не, па ќе мора тој околу тоа самиот малку да се погрижи, а во отсуство на Википедија, понешто за себе самиот сега да ни каже. Ване Цветанов, маркантна фигура на македонската јавна сцена, по повеќе линии, актуелен директор на Советот за унапредување и надзор на ревизија, поранешен директор на Агенцијата за спречување и перење пари и финансиски тероризам, партиски фан на ВМРО ДПМН, па отпадник од ВМРО ДПМН, обвинуван па ослободуван, активен и посветен борец за уривање на груевизмот, учесник во шарената револуција, миленик на актуелната власт, главно поради неговиот донкихотски поход против така наречениот режим. По линијата миленик на понежниот пол и субјект на медиумска обработка и атрактивна звезда на социјалните мрежи. Во секој случај, овде е сега во Дистрикт, поради неговата главна карактерна особина, борец за право и правда, за демистифицирање на криминогените дејанија на моќниците, на кои државните пари им го мамат паметот, институционален трагач по криминалци кои ги крадат народните пари. Добре дојдовте во Дистрикт, Ване Цветанов или Ване Цветанов? Ване Цветанов. Ване Цветанов, добре дојдете. Да, ви благодарам на поканата. Пред се благодарам на поканата, чест и задоволство да присуствувам во емисијата. Благодарам за воведот и објаснувањето кој е Ване Цветанов. Ке го дополнам делот кој што недостасува. Да, ке има прашање за Ване Цветанов. Благодарам. Цветанов, од каде да почнам и како и да почнам ќе погрешам, затоа по линија на помал отпор, а најмногу помага хронологијата. Па, ајде поред, кои се функциите, надлежностите на институцијата со која Ване Цветанов сега раководи? Ване Цветанов раководи со една многу важна институција, но подзаборавена од бинатата власт. Институцијата е формирана 2012 година по стандарди и критериуми за меѓународно финансиско известување. Она кое што е важно, на светско ниво, големите финансиски центри, големите финансиски институции кои што се грижат за функционирањето на економскиот светски глобален поредок, се грижат за изедначеност и функционирање во стандардите за сметководство, стандардите за ревизија, тоест за валоризирање, препроверување на финансиските извештаи, ревидирање на финансиски извештаи и така натаму. И по тие стандарди мора да се движи секоја една економија. Нашата економија, за жал, беше наназад, дури за жал и сега работиме по стари стандарди, заради една состојба во која што една група на луѓе од минатата власт намерно ја има оставено економијата во една состојба на непрецизно контролирање на ревизорските извештаи кои што се однесуваат на 1300 најголеми компании во државата, сите акционерски друштва, финансиски институции и така натаму. И по парадоксот на нештата, по сегашниот се уште актуелен закон, кој што не е европски, и имаме 5 години наназад сугестии од Европска унија да се изработи нов закон, состојбите се по принцип на превртена пирамида, затоа што Институтот на овластени ревизори, коморско здружение составено од самите ревизори, ја контролира работата на самите нив. Имате од една страна конфликт на интереси, од друга страна имате недоволен развој на фелата и така натаму. И навистина беше тешко овие 2 години, бидејќи 2 години сум на оваа функција. Првите 2 години од формирањето на владата на СДСМ не бев на јавна функција. 2019 бев именуван на оваа функција и се започна со еден процес и можам да кажам слободно, оваа емисија е кратко времето, како преку една институција можеме да дадеме едно видување на груевизмот кој што се уште е жив во институциите. Ние во моментов имаме состојба на јавен отпор и непослушност на државната администрација кон одредени функционери, тоа е факт, во голем број на институции избори. Која смисла непослушност? Не сака да ги контролираат? Не сакаат да си ја вршат својата работа. Вака се, да бидеме реални во високата политика се одбра
да се оди со меката варијанта кон државната администрација, зашто јас сум радикален противник и мислам дека треба се воспостави ред и правилно мерење на ефикасноста на секој еден вработен во државната администрација и системите за наградување функционираат, но и системите за казнување треба да се малце по-ригорозни. Цветанов, за финансиски лаици како мене и за дел од публиката, што конкретно работи институцијата? Што конкретно контролира? Што денеска еве ќе сработи? Она кое што го имам кажано јас... Контролира институции, компании, поединци? Не. Институцијата не ја работи својата работа се уште. Оваа влада помогна да ги обезбедиме сите предуслови, но од една лоби група која што функционираше како ВМРО ДПМН во собрание, со цел да ја врати државата назад и да го блокира процесот на развој на институцијата, се уште доцниме со носењето на новиот закон, кој што веќе изработен благодарение на Министерство за финансии, кој последната година... 2012 година, ако добро се сеќам, тоа е воспоставена институцијата, 4-5 со погрешен закон на почеток, со превртени, намерно направена фабричка грешка од ВМРО ДПМН. Но 4-5 година веќе функционира во некои други политички околности. Првиот мандат беше дел на мала политичка коалициона партија, која што и немаше некој капацитет да направи некоја посериозна реформа и од тие причини добив довербата да направам радикална длабинска реформа. Резултатите се евидентни затоа што институцијата досега, благодарение на поддршката од владата, успеавме да обезбедиме предуслови за вработување на нови луѓе во институцијата, кадровски капацитети, да обезбедиме процедурално обуки и така натаму за сите тие нови луѓе, технички да ги зајакнеме капацитетите на самата институција. Во делот на изработката на новиот закон кој што го изработи Министерството за финансии, врз база на логистика од мене и благодарение на моето меѓународно искуство, контакти и така натаму, успеав да најдам меѓународна помош и поддршка во изработката на законот од 4 држави. Добро, може да констатираме на некој начин. Успеав полека, само имаш една работа. IFR е највисоката светска организација во која што членуваат околу 60 на земји. Кремот на финансискиот свет во светот, значи земји од типот на Јапонија, Франција и така натаму. Од соседните држави Албанија е членка и за да влезе чекаше некои 4-5 години со донесен закон. Она кое што успева да го направи Ване Цветанов со договарањето и подпишување на меморандумот со регулаторното тело од Грција, Грција станува ментор, која што, бидејќи директорот на регулаторното тело од Грција, член на бордот на директори на светската организација IFR, и Грција станува лобист на нашата држава за една година да станеме членка на таа институција и со тоа ќе го кренеме рейтингот на нашата земја пред Светска банка и пред меѓународните финансиски институции, бидејќи веќе сме на крајот од еден долг реформски процес кој што на крај ќе вроди со комплетно реорганизирање, ревидирање, средување на ревизорската фела, средување на состојбите, усогласување со меѓународните стандарди и резултатите се видливи. Да, ќе ми дозволите, само што сакав да ве покудам за инертноста, вие ги кажавте комплиментите за самите себе и за самата организација, ајде да кажем има надеж дека конечно ќе пркне и ќе има резултати видливи, вака на топло, не само на студени проби. На почетокот спомнав, кој е Ване Цветанов? Па вака, вие самите рековте дека ме нема на Википедија. Се ја дознав и го дознав овој податок. Знам дека доволно има материјали за мене на интернет. Ване Цветанов е роден 1978 година, средно има завршено во Скопје, економски факултет заврши во Софија. Во мојата работна биографија имам повеќе работни места, вклучително и консултантски работи, приватен сектор и така натаму, банкарски сектор до 2006 година. Од 2006 година, на 28 години, сум именуван како директор на тогашната дирекција за спречување перење пари, мала институција, слична состојба како ова, некоја знам да се нашла, ме речем, ова е карма, добив повторна институција со 6 луѓе на почеток, а треба да стане со 30 и 40 луѓе за техника и така натаму. Заради оваа констатација ваша. И важам за архитект на системи. Темата перење пари. Не, вака. Каков е Ване Цветанов карактерно? Зошто? Дали е тој државниот одговор? Вака. За контрола на текот на парите. Поставите прашање, сега да одговорам. Имате ли кондиција за тоа? Ве разбирам, но за да дојдеме до тој дел од одговорот, мора да го дадеме овој вовед. Јас сум човек кој што работи со многу висок степен на професионализм. Не сакам да измислувам топла вода, не сум најпаметниот,
по светот, особено во финансискиот свет, постојат стандарди кои што ги измислиле многу поодамна. Работата на еден добар, квалитетен менаџер е да воспостави систем, прво да обезбеди услови преку легислатива, тие стандарди да бидат инкорпорирани у нашето законодавство, а потоа да ги заживее, да им даде дух. Тоа е мојата работа. Архитектура на државни институции, државни системи. И тука сум најдобар. Проблемот е што јас кога влегов 2006 година на функцијата директор на дирекцијата за спречување перење пари, додека таа институција беше мерена и оценета на дното на табелата, Македонија беше како систем за спречување перење пари, немаше систем, да ве потсетам, во тоа време, ниту во банките постоја оддели за анализи на ризици, ништо. Зборот перење пари не се споменуваше. Као термин. За 2 години успеавме да направиме институција и на тогашната влада ја одговараше кои ги добивме најголемите пофалби од Советна Европа. Но кога проработи системот, ама јас сум креатор на систем, а системите, кога работат, сериозни системи за борба против организиран криминал, погодуваат криминалци. Тогаш системот работи и не бира, не прашува. Цветанов, кажете ми, ајде вака и за широката публика, како се перат пари во една реченица, две, кој е текот на парите и кога излегува на површина терминот испрани пари, па можеме нели слободно да ги користиме, не наши туѓи пари. Предмалце споменав, предмалце споменав дека терминот воопшто не се употребуваше до 2006, а потоа почна да се употребува пречесто, дури погрешно. Добро, многу често како погрешно. се перат пари? Многу често на времето се ова онака како сарказам мал. Ајде речеме има тендер. Така. Не, оставете ме. Ви разбрав интенцијата, ќе ви дам одговор. Минути зашто ќе ви дадам одговор. За да се исперат пари, прво треба да ги имат и да се стекнати на криминален начин. Перењето пари, да се озаконува. Не. Пари стекнати од тешки кривични дела, вклучително пари од трговија со луѓе, оружје, дрога и така натаму. Оружје, сите тешки кривични дела кои што произлегуваат од областа на организираниот криминал како и така натаму. Како тие пари да ги ставиме во промет? Сега. Целта, мотивот на секој еден криминалец да влезе во организиран криминал е да направи пари. Особено во едно општество во кое живееме, со искривен вредносен систем, каде што да се направат пари се цени успех, па макар и на криминален начин и така натаму, но системите за спречување на перење пари и системите за борба против организиран криминал мора да бидат усогласени согласно менталитетот и вредносниот систем во едно општество. Во некои држави и помеќе системи функционираат, имаме пониска стапка на корупција на организација. Малку теорија, практично. Ајде. Опишете. Треба да имате прво вака на времето кога ќе ме прашаат директори од ВМРО. Да кажам јас, продадов оружје или продавам дрога. Како да ги ставам тие пари во промет за да купам, не знам, стан? Има милион типологии, литература и сето тоа. Кажете ми еден пример. Да. Мислам да биде едукативно и за криминалците да не бидат фатени. Се шегувам, се разбира. Како државата да ги стопира тие процеси? Обично перењето пари е долгорочен процес, кој што се планира и е по самата дефиниција, нели секое дело од организиран криминал е од тројца па понатаму, па повеќе. Значи, да. Тоа е ланец. Идејата е парите кои што се стекнат од кривични дела да бидат вметнувани во нормални бизниси. И обично луѓето кои што работат треба да поминат преку банки, преку сметки, како, каде е контролата? Има начини. Тие луѓе дали работат тие фирми со живи пари, со откуп на зеленчуци, со откуп на не знам што, со градежни бизниси и така напред. Легалниот бизнис го пумпаат со пари извадени од друго место. Парите кои што се стекнати од криминал или некој ако е ептен, храбар да го наводници, сите пари да ги вложи црни без никакво потекло, ама тоа е веќе хазардерство и тоа е веќе инструмент најчесто се како вие како институција или ваши колеги. Видите, за таа работа има друга институција. Видите, таа институција што сум ја изградил и која што функционира денеска и на времето 2006 се размислуваше дали да биде згасната и да биде само сектор во Министерство за финансии или да биде изградена посебна независна институција како што е денеска. За среќа испадна мојата идеја, таа институција финансиската полиција па. Не. Тоа е сосема различна институција. Во тоа време околностите што наведоа да излегувам почесто во медиуми и да зборувам во оваа тема, тоа
е несвојствено, но бидејќи бев под притисок во тоа време од минатата власт, јас морав да излегувам во медиуми на некој начин да го наговестам моето излегување од власта, бидејќи ако бев анонимен, сигурно ќе заврши во никој ентек. Со оглед на сите информации и сето тоа што го... што ги има. Така. И јавноста ми беше најголемиот одбранен механизам и го одбрав тој пат да влезам во таа битка, иако во тоа време имав сериозни понуди, бидејќи со моето CV референци евидентирани во Совет на Европа. Значи, во тоа време FATF, Светската меѓународна организација која што ги креира правилата за спречување на перење пари, наложи на светскиот финансиски систем, во најголемите банки во светот, да се формираат оддели за анализи на ризици од перење пари во самите банки. Тоа, по предлог на Ване Цветанов, беше ставено во законот во 2008 во Македонија, уште 2 години пред да стане на светско ниво. Чекај, објаснете беше... ние во светот имаме банки, па дури во Швајцарија, или држава банка, каде што депонираат разни поединци или компании такви исправени нелегални пари. Сега ми зборувате дека Светската организација се залага банките да имаат контрола на парите што стигнуваат. Да, финансиската дисциплина во светот беше стегната сериозно 2010 година и од тогаш најголемите светски центри, најголемите банкарски корпорации имаат посебни, ама обврска име веќе, имаат посебни оддели за анализа на ризици поврзани со одредени софтвери, затоа што веќе перењето пари не е од интерес за големите банки, затоа што влијае на репутацијата и на самата цена на берзата на одредена банка. Имаше случаи кои ќе се случи афера во некоја банка, во исти ден акциите на банката паѓаат 3, 5, 10% само ради фактот што дозволила, бидејќи има висок свест, колективна свест. Во времето на Меркел, или Меркел кога беше во полна кондиција, нешто испофатија неплаќачи на данок во Германија со нивни депонирани пари во швајцарски банки. Така. Тоа се процеси кои што постојат. Процес станува сега потранспарентен. Банките полесно ги отвораат информациите. Ова се теми кои што се предмет на сериозни длабенски научни економски истражувања и така натаму. Постојат трендови, нормално, кои што од една страна растат одредени параметри, од друга страна се намалуваат, но да се вратиме во принцип, на нашето да се вратиме. Светот се бори против организираниот криминал, нормално организираниот криминал напредува секој ден со технологиите и така натаму. Тоа е битка која трае и ќе трае. Важното е да имаме луѓе кои што си ја сакаат државата и кои ќе влезат во една таква битка. Ја сакате државата? Најмногу. Ви понудиле пари некогаш? Сте се збогатиле со некои црни пари? Јас живеам под кирија. Некој комодитет сте? Па вака, јас живеам под кирија. Не ве прашав дали некој ви понудил некогаш или барем ви навестил дека директно пари не ми понудиле, затоа што не сум оставил простор за. Имало сигнали веројатно? Сигнали имало, но директно не сум оставил простор за. Ване Цветанов, што се случи со тие кутии гледавме на телевизија? Не, само да довршиме пошто прашавте. Приватен сум 43 години на антикорупцијска комисија на сајтот. Може да го видите мојот лист. Не сум земал пари, живеам под кирија се уште. Жалите ли? Не жалам воопшто. Не, јас сум најбогатиот човек на светот, бидејќи спиам мирно. Затоа сте Ване Цветанов овде во Дистрикт. Туку кажете ли што се случи со кутиите, со материјалите, што малку театрално. Знам зашто ме прашувате, да. Не, знаете, знам јас, знаете вие, знае јавноста. Што се случи со тие материјали? Па тие материјали беа на театарска провокација од тогашниот јавен обвинител. Имаше ли вони докази? Тоа е прашање. Па имаше, тоа беше фората. И каде се сега тие? Каде се сега тие? Вака сега. Тие кутии или се веќе празни? Да ви објаснам до кој степен режимот ја имаше оставено државата. Многу ми е жал што многу брзо некако ни минува времето со вас. Во тоа време, кога влегов во една состојба направена како шах од минатата власт, каде што беше интенцијата да ми биде нанесена штета на угледот и на прецена професионалниот меѓународниот, бидејќи врвот на ВМРО ДПМН се плашеше од тој мој адут, бидејќи имав силен меѓународен углед на економско ниво. Зборуваме за ДПМН во времето во на тоа Груевски, време. да. Они се обидува да ме дискредитираат, па да ме тргнат од функција. Немаше да има никаков проблем да ме повикаат да ми кажа сигнал дека треба да си заминам од таму, но они се обидува да направат на сите успеси кои што сум ги направил и евидентирани во меѓународните води, сакаат да се обидат да ми стават петно во CV-то. Тоа се главно партиски методи. Член сте на партија на ВМРО ДПМН? Бев тогаш у тоа време, да, и се обидува. Не, дадов оставка тогаш, нема ништо со ВМРО 2010-та. Сте на СДСМ, можеби, не?
Сумна да сам од 2015. Добро. Како расте сега рейтингот на ВМРО? Не, никогаш. Не, со оваа структура на луѓе. Не. Ќе ни требат неколку емисии за ова ако почнеме да отвараме теми. Ќе има можности, се надам. Со овој состав на ВМРО За ДПМН кутиите не завршивме. Каде се депонирани или се запалени, уништени во топилница или што е со тие докази? Тоа ќе си го прашате поранешниот обвинител Љубомир Шврговски. Името заборав како беше точно. Зошто? Бидејќи во тоа време кога ВМРО ДПМН мене ме нападна, имаше изјава имаше пресконференција од моја страна каде што јас дадов пратив порака до едни структури дека нема да дозволам да биде посегнато по мојот личен интегритет и тогаш Шврговски рече дека не знае за што станува збор. Јас во тие кутии му ги однесов сите предмети што беа однесени претходните 2 години и кои што донесоа состојба на ризик, уцени и закани, затоа што еден предмет од тие излезе во јавноста, тоа беше предметот со шишито за Срđan Керим. Така, знаеме колкав потрес во јавноста се случи со тој предмет. Ване Цветанов имаше уште 40 такви случаи, кои беа доволни, можеби влада да се сруши во 2011 на изборите. Затоа опасноста Ване Цветанов во тоа време беше ставена на најјако во машината за мелење месо на режимот во тоа време. На срамно место сме во меѓународни рамки по корупција со меѓународни мерила и стандарди. Формиравме Министерство за борба против корупција. Премногу пораки, декларации, заложби, вербални само. Како ја цените ситуацијата со корупцијата во земјава сега во овој момент? Дали има некаков напредок или се останува само на хартија и на зборови? После резултатите од овие локални избори, јас сиот мој професионален багаж и знаење и искуство, можам да кажам дека граѓаните им одговара корупцијата. Штом поддржаа индиректно една на мала врата да дадат доверба на една структура која што ја искреира корупцијата. Веројатно мислите се восхитуваат на луѓе кои умеат без труд да дојдат до државни пари. Очигледно им одговара на луѓето тоа или не се свесни што се е корупцијата, колку е опасна и колку влијае директно на нив и на нивните деца. Корупција па изневерија некоја политичка партија и сега се обидува да даде доверба на друга. За да се расчисти корупција, потребно е градење, за една институција да изградите систем, потребно е, у идеална ситуација за 2 години ние дојдовме на вратата на градење на систем кој што треба да профункционира за 1 година. Не можете на државно ниво, ако говориме, за еден комплексен апарат со многу институции, да се направи. Поентата е што на веќе почнато и верувајте на направени реформи кои што ги направи оваа влада и Зоран Заев, одредени кругови на луѓе го нападнаа Зоран Заев со лично дискредитирање кон него и неговото семејство, што не е точно, а се успеа да се направи една атмосфера као на општо незадоволство од состојбата во делот за борба за корупција, избегнувајќи и клучните моменти, дека ВМРО ДПМН кампањата си ја заврши работата. ВМРО ДПМН го сруши СЈО. Проектот преку кој што требаше да биде расчистено со најдлабоката корупција во Македонија, предмети како империја и останати преку кој што требаше да се објасни на граѓаните. Добро, има ли држава капацитет да го обнови? Но тие истите пратеници кои што го блокираа процесот, законите за СЈО, законите за борба против корупција. Оваа влада нудеше палети антикорупцијски закони. Истите тие луѓе ги блокираа во собрание и сега истите тие луѓе лицемерно застанаа на кампања да бидат градоначалници на одредени општини. Така. Срамно. Често спомнуваме терминот корупција, антикорупција. Што мислите за актуелната антикорупцијска комисија? Премногу во јавноста, премногу како се вели она пресови, а дела? Видете, високата корупција е адресата. Ве прашав за конкретно за овој состав и за оваа антикорупцијска комисија. Видете, кој е мислењето на Ване Цветанов? Антикорупцијска е комисија која што си работи по закон, си ја тера работата и околу излегувањето е проценка на менеджмент. Сепак таму се луѓе. Да им се замерите или на колегите? Не, друго сакам да кажам. Фокусот не ви е на вистинско место. Борбата против организиран криминал треба да биде во одделот за борба против организиран криминал во јавното обвинителство. Кај што е сега Вилма Русковска. Дали антикорупцијската комисија
прави напори да ги осветли и да ги освести институциите. Нема законски и да им го капацитети, покаже механизми, и сила, техника, да луѓе слушувате, и све. И да им го покаже патот, да им направи чекори како да дојдат до тоа, за да може и таа антикорупцијска да се врши својата Ма работа. не е работа Вака тоа на антикорупцијска. На обвинителството, е тоа го зборам цело време. Проблемот у оваа држава е додека немаме обвинителство за борба против организиран криминал, како што беше направено СЕО, зборам за моделот, тргнете акатица и персоналните решенија и начинот и стилот и така натаму. Системот со истражители, со обвинители, структура од 100 луѓе која што би се борела против организираниот во оваа криминал во оваа држава е рецептот за успех. Така да тоа ми е одговорот. Антикорупцијска може да бара само еден начин на корупција. Една форма на корупција, некој функционер дали земал или не. Организираниот криминал е кај подлабоките структури кои што стојат у позадина. Да заклучам, потребна е политичка волја, таа обично отсуствува. Не, потребна е вака, стоп. Ако постоела политичка волја за да се расчисти со режим и со корупција, постоела во оваа влада во лицето на Зоран Заев. Искрено сакаше човекот, предоблесен, дозволи премногу критики на негов грб. Јас говорам за системот, во целиот систем, во главниот политичар во оваа држава, човекот што не внесе во НАТО, имаше желба да се започне со градење на еден систем. Тоа што одредени луѓе од внатре или беа бавни, тромави, недоволно брзи, недоволно експедитивни. Така, недоволно брзи, недоволно експедитивни или само една работа. Можеби некој имал суета па не сакал да праша попаметни за одредени мои успеси. Ја не се фалам дека сум најпаметен. Рецептот за успеси во градење на институции, институционални капацитети, да се нема некој проблем да се праша. Јас прашувам. Мене не ми е срам да го прашам колегата од Хрватска, од Словенија, од Бугарија, од некој не сака да праша за да не се реши проблемот, бидејќи ако се реши проблемот, тој проблем него ќе го допре или тоа решение се едно. Добро, поред. Се враќаме директно на вас, на вашата личност. Поминавте и ни шутка. Да. Останаа трауми, како заврши тој процес, имавте реакции во јавноста и заради здравието и така натаму. Дали е сега цел Ване Цветанов во полна кондиција и заборава ли на тие трауми? Ване Цветанов е посилен. Остануваат ли лузни, тоа ми е прашањето. Знаете, има една приказна за орелот, кој што на половина од животот мора да помине за еден полен процес за да си ги обнови пердувите, канџите и така натаму, па да го продолжи вториот дел од животот. Јас се чувствувам баш така. Реинкарниран, среден, здрав, жив. Значи, ако треба уште посилен да станете, сум да се повтори уште еднаш тој процес, нели? Не, јас сум доволно добар, бидејќи Бог ме чува. Се разбира. Зелена лупа, вашата организација невладина, жива ли е? Нешто мода е сите по зеленија, од политички партии до многу невладини организации, каде е Зелена лупа денес? Видите, јас сум некако визионер, името е дадено многу одамна пред другите, уште 2015 година. Тоа беше сериозна организација која што даде сериозен придонес во делот на шарена револуција. Ми беше, зошто беше? Не се случи ништо за неја. Ќе кажам зашто. Бидејќи одредени нерасчистени структури во безбедносните служби, во и така натаму и во одредени други, успеа да свртат и да купат дел од менаџментот на Зелена лупа и преку одредени некои си действија да се случат одредени работи кои што ќе бидат предмет на судска постапка. Не, значи луѓето, основачите на Зелена лупа, реално и те не сум само јас, таму е тим на луѓе кои што сме оштетени. Во моментот ради недостаток на време не сме почнале на судска постапка каде што таму ќе има пресврт, промена на менаџментот, освежување, ребрендирање, но тоа веројатно ми се случило почетокот на следната година затоа што во моментот фокусот енергијата ми е во институцијата. Чекаме реинкарнација на Да. Најприватно Facebook ве открива, љубовта некако пламнува, па брзо исчезнува кај Цветанов. Многу сте популарни на таа политичка сцена, не сегам за тоа многу да зборувате и јас не сум новинар од бекстејдж или од тие области што јавноста ги интересира. Во принцип сум човек кој што ја чува приватноста. И вие сакате многу да ви има во јавноста. Не. И кажете ми ова. Погрешен ви е впечатокот, тебе не сум дошол на емисија, не сум бил пола година, имам 10 покани до сега, ќе ми замерат кај вас дојдов, бидејќи вчера ме поканив. Социјалните мрежи и за приватниот живот. Вака. Не мора се разбира ништо да кажете. Не. Јас сум човек кој што не говори многу за приватноста, но во одреден процес, кога требаше да завршам одредени етапи од минатото,
и да бидам овој Ване кој што сум сега, без багаж, со расчистеници убаво, сметки со сите и без никакви обврски кон некого за да можам да чекорам во животот стабилно, мораше да поминам одредени фази во животот каде што беше потребно дел од мојот живот да го споделам со јавноста, да избегнеме недоразбирања со некои други луѓе од минатото и така натаму. Сега сум си среќен, во одлично состојба, одлично се чувствувам и благодарам на поканата. Да не ми забележите, можам ли да констатирам дека љубовта кај Ване Цветанов брзо бликнува, но многу често брзо изгаснува. Проблемот е кај Ване или проблемот е кај... Ложвиев печатокот, Ване Цветанов е љубов. Или проблемот е кај девојките, тоа ми е прашање. Ване Цветанов зрачи од љубов цело време. Така да, тоа е одговорот. Дистрикт, Цивил Прес студио, Ване Цветанов ви благодарам. Благодарам на поканата.